Добра вечер, почитувани гледачи. Понеделник 22 часот и 30 минути во живо од Алфа телевизија. Следи Заспи ако можеш. Јас сум Драган Белосалјевиќ. По подолго време од мојата десна страна, тешкашот во новинарството, новинарскиот тешкаш Горан Момировски. Добра вечер, Горан, за тебе. И почитувани гледачи, вечерва додатна тежина на оваа емисија ќе даде човекот кој што предизвикува често пати многу внимание во јавноста, а последниве денови тоа како е ја одбележа, можеме слободно да кажеме, последната недела, адвокатот Тони Менкиновски. Добра вечер. Добро вечер. Сакам да додам само за тие што можеби пропуштиле, Менкиновски не сте вечерва прв пат вие во студиото на Заспи ако можеш. Еве и начинот на кој што зборувам одговор за дел гледачите што прашува зошто мината недела не бе во студио. Се разбира, сите ние имаме понекогаш мали здравствени проблеми, но ги надминуваме. Менкиновски, последен пат бевте овде кога го нанесовте оној сериозен правен удар на вице-премиерот за евроинтеграција Маричич, кој што претходно како министер за правда забрани да се регистрираат македонски ентитети. Да се користи името Македонија во формирањето на македонски здруженија. Така. Во насловот да требаше да се користи Северна Македонија според неговата логика, според неговото гледање на правото, а според нашето природно право, имаме право да користиме поиме од Македонија каде сакаме и колку сакаме. И тоа беше сериозна победа во име на македонските правдини. Еве сега стигот од химната. Предходно вие бевте и се уште сте бранител на македонците во Бугарија, од каде што не знам колку од тие 16 пресуди против Бугарија се не е ваше лично дело, но се учествувале како сериозен фактор, нели, за да се донесат тие пресуди против Бугарија. И сега дојдете во ситуација да практично да ве гони македонската власт за употреба на уштедно природно право. Да кажеме само во четвртокот на Водици, на Водици, 19 јануари во Охрид беше истакнато големото знаме со сонцето од Кутлеш, пошто јас на почетокот на денот слушнав дека се подготвува прекршочна пријава за вас, не можев да поверувам, нели ве барав да ве прашам дали е точно, не знаевте ни вие. И малку шокантно е дека македонските власти против вас почнуваат правна битка, иако предходно и тие ја загубиле една голема правна битка со вас, а и Бугарија загубила 16 правни битки со вас. Зошто ве гонат македонските власти? Вака, на почетокот само да кажам, прво да им се заблагодарам на македонските граѓани за поддршката која што ја даваат во промовирањето на нашата македонска кауза. Сето тоа е дел од нашата македонска кауза, дали за името, дали за македонците во соседството, дали за македонското знаме. Голема благодарност до сите, Јас овие денови примам повици од сите луѓе и јас сметам дека и тие доколку би биле на моето место, би го направиле истото и им благодарам многу од се срце. И многу ме радува тој факт дека македонската идеја е жива, не е мртва. Таа е потисната во моментов, за жал од страна на македонските институции, но таа е жива. И оно што многу ме радува е тоа што луѓето кои ми се јавуваат и ме поздравуваат не се луѓе, да речеме, кои има некој интерес. Тие тоа го чувствуваат со цело срце и душа. И најбитното е тоа што се млади луѓе. Имено македонското знаме од Кутлеш, кој е културно национално богатство на нас македонците, кој беше донесено со консензус на ВМРО и на СДС. Тоа е една заедничко знаме кое беше донесено, за жал. Како прво државно знаме донесено 91 година. И тоа е културно национално богатство на нас македонците. Ниту една држава во светот не го користи. Јас бев поканет од тие деца, побараа да го развијат тоа знаме и секако мене ми представуваше чест и го однесовме знамето во Охрид, го развијавме. Иначе планот беше беше откупен еден брод, требаше на брод да биде развијано знамето, но децата беа толку нервозни што поради причината што дуваше многу ветар, не можеше да се развие на брод. На Охридското пристаниште, го развеа на самоловите кули, на долна порта, во делот на спроти пристаништето.
имате видеа каде што тоа знаме го поставуваат млади луѓе. Значи тоа е нешто, не знам како да ви кажем, сето она што ние го правиме во животот, кога ќе го погледнете, сваќате дека не било залудно. Значи дека било конструктивно и дека нашата идеја има генеза. Тие млади луѓе го поставија знамето и кога започна настанот, дојде кордон полиција. Кордонот полиција бараше да се знамето веднаш тргне од лице место. Нашата предпоставка е дека тука требаше да помине владина делегација и да се, значи, да не бидат сликани под тоа знаме. Но како и да е, тоа создаде голем револт кај граѓаните. Значи, голем револт и многу граѓани, значи, кои беа и деца кои беа, сакаа да се конфронтираат со полицијата и во тој момент јас излегов и се представив на полицијата и кажав дека знамето е мое и би ве замолил да, доколку имате било какво значи, барање, тоа да го доставите во писмена форма, од страна, значи, подпишено како наредба, од страна на јавен обвинител и така натака, во врска со действијата кои ние ги превземаме како граѓани на еден таков собир, значи, бидејќи полицијата во тој случај ни го попречуваше значи, собирањето на верскиот собир. Значи, тие сакаа да го трнеме знамето и ми реков, доставете ни писмено, па после ќе разговараме и ги замолив, му реков да си заминат. Многу беше интересно, тоа што дел од полицијата, значи, се одвраќаше и лицето кое беше службеникот го фаќаше под рака и му викаше срамота е да бараме да го тргнат знамето. А тој преку токи воки разговараше со некој негов предпоставен, кој му инсистираше тоа знаме да биде тргнато. Полицијата си замина и тоа беше дел од настанот. Тензиите се смирија, бидејќи таму имаше многу народ, значи можеше да настане проблем, значи не би сакал да ги изложувам тие луѓе на било каков конфликт или на гонење. И после тоа од медиумите, значи дознавме дека од страна на, значи, официјални медиуми, од страна на, значи, дека е поведена прекршечна постапка против мене за нарушување на јавен ред и мир, значи се уште чекам да стигне прекршочната казна, да видам кое е образложението, но им должам на граѓаните и треба да му го објасниме тоа. И треба да го добро да го запамтат. Јас немам повредено ниту еден закон. Прво, најнапред, јас немам намера да признаам вина. Значи, во овој дел на прекршокот. Бидејќи не се чувствувам виновен, бидејќи не сум прекршил ниту еден закон или меѓународен договор. Дури ниту она значи спогодба која имаме со Грција, значи нема ниту еден дел каде што се забранува истакнувањето на македонското знаме кој е културно национално богатство на македонскиот народ. Значи, немам намера да се бранам, а имам намера да напаѓам. Чекам да стигне решението, значи, за прекршочната казна. Немам намера да им плаќам, бидејќи ако платите, признавате вина. Не знам дали се разбираме. Ние не сме виновни. Значи, се работи за сериозна сума на пари, релативно сериозна сума. 1500 евра. Дури имаше повици од некои луѓе да ми dadelе, да ми помогле. Им кажав, купете знамења, истакнете ги на вашите двориви и куќи, нека знаат чива е оваа земја и кој е господар на оваа земја. Значи, тоа е нашиот идентитет. И Ќе дојдеме до тоа, Бенкински, меѓутоа мене ме интересира. Вие не само што сте правник, туку сте првокласен правник и тоа сте го покажале након ништо друго со пресудите кои ги добивте против соседна Бугарија. Велите дека сте обвинети практично со таа прекршена пријава за нарушување на јавниот ред и мир. Да. Интересно. Каде? Да, како со што го нарушите јавниот ред и мир? Да не се сопна луѓето, полицијаците да не се сопна на нарушување на јавниот ред и мир, значи кога вие нешто кршите, кога вие блокирате нешто, кога вие сте завеле знаме, а велите дека по ниеден закон, по ниедна одредба меѓународна или домашна, тоа не е забрането. Во овој случај полицаецот и извршителот кои утре ќе добијат кривична пријава од мене, значи извршиле спречување на сметјавање на јавен собир согласно член 135. Значи тие во ниот собир, значи верско национален собир, значи сакаа да не спречат, значи ги исполнија елементите на кривичното дело спречување или сметјавање на јавен собир. Тој јавен собир е најавен, значи се знаат кои се обележијата. Немало насилство на него. И повреда на рамноправноста на граѓаните. Од национална перспектива, значи и гледна точка,
тие ја повредија нашите символи, бараа да се тргне знамето, од Кутлеш, кое го имате на сите икони во Македонија, нема икона на која не е знамето на Кутлеш ставено, немате символ, кој не е врежен, зборуваме за културно, национално богатство, во Република Македонија, и на крај краишта тоа беше државно знаме кое е под присила, е тргнато од Република Македонија, официјално државно знаме ставено во регистарот на Обединети нации како користено знаме од страна на Република Македонија, 16 кракото сонце, така да, јас не знам кој аргумент ќе го искористат против мене, но како и да е, ќе одиме до крај, ќе одиме до судот во Страсбург ако треба, бидејќи слободата на изразување, јас имам веќе известено одредени меѓународни организации, како што е Article 19, за слобода на изразување, дека на собир, на јавен собир, сум спречен, јас и моите истомисленици, да ја практицираме слободата на изразување на националната и верска, на националната слобода. Артикл 19 е согласно Универзалната декларација, членот 19, многу мокна организација, така да доставен допис до оваа организација и мислам дека набрзо очекувам реакција. Тие ќе се обратат до министерот за внатрешни работи, до премиерот, да му дадат образложение за овој случај. Нема да ги оставам така, нема да ги оставам. Но мене ме интересира друго. Дали соседна Грција, имате информација, можеби на било кој начин реагираше за ова? Јас во овој дел, не знам, тие ќе кажат извршителите. Знаете зашто го прашувам ова? Логиката кој наредил логика да барала Грција да го. Токму затоа ја прашувам. Ако соседна Грција се нашла теоретски повредена, навредена од вашиот потек, па македонските власти реагирале врз база на тоа, добива друга тежина. Меѓутоа, ако нашите власти само иницијативно повлекуваат прекршочна пријава против вас, сметате дека вие го нарушувате јавниот ред, без тоа да има реперкусии на нашите односи со друга држава, тоа покажува сосема една друга конотација. Сакам да потенцирам еден принцип, еден метод на легална и легитимна борба. Видете, што се очекуваше на овој јавен собир, што се очекуваше од одредени структури. Се очекуваше македонците кои беа од другата страна на полицијата да направат инцидент и да не обвинат дека ние, еве ги, гледајте ги насилниците, хулиганите, како еден верски собир го манипулираат и така натака. Не се случи тоа, не им помина. Тоа беше она што ги врати назад. Легалниот дел на постапката, легалниот дел, кога јас побарав, дајте ми наредба, јавете се на јавниот обвинител, дај да видиме што сакате вие, како ќе да отргнеме знамето, тоа е дел од нашиот национален символ. Легалноста и легитимноста на борбата како метод на действување на нас македонците е многу важен, бидејќи ние, знаете, ние сме под многу голема обсервација на туги пропаганди и на туги влијанија кои сакаат од нас да изменат фактичката состојба и нас македонците да не, иако ние се бориме за собствените правдини и за собствените права, да не прогласат за хулигани, за луѓе кои се против владењето на правото, против правната држава и против демократските принципи. А обратно, тие што провокатори и луѓе кои сакаат од одреден настан да направат сцена, тие се тие кои имаат намери за нас да не прикажат како нешто невредно и како нешто кое е спротивно на секоја цивилизацијска норма. Да. Тук само се извинувам, Горан, уште една работа ми е... Ај, повели, да не те овакво. Не е проблем. Дали сте свесени, ова е многу важно. Вие рековте дека сте добиле бројни пораки од граѓани и така натаму. Дали сте свесни што се случува овие неколку дена, можеби и под импресијата на сето ова, не сте доволно, се случува цело движење. Не е ова само поддршка за Тони Менкиновски како личност. Јас сум обичен граѓанин. Но каде да отворите социјални мрежи? Јас сум активен на социјалните мрежи, на Твитер, на Фејсбук и така натаму. Каде да отворам? Ова не се случило, не знам од кога наназад.
Насекаде гледате најчесто млади луѓе, но не само млади, со развеено знамето од Кутлеш. Некој се качил на врв планина, некој на езеро, некој по улици, некој на поштади. Насекаде и сите викаат еве го знамето, дојдете апсете и нас, дојдете и нас удрете ни прекршаш, а не е тони сам. Значи свесно несвесно направите цело едно движење. Така е, но да видиме, значи да не бидеме суетни, да бидеме реални, да му оставиме славата на Господа. Значи, а ние македонците си ја завршиме нашата работа. Може така? Значи, јас ова не го правам прв и пред мен имало македонци кои го развивале ова знаме и пред мен имало македонци кои биле казнувани. Значи, што сакам? Јас сакам да упатам порака дека не може никој да не победи ако ние сме истрајни во нашата борба, значи за остварување на нашите права. И убедени во својата праведност. Ова се основни човекови права за нас македонците, каде што не негираат. Ова е наш символ, ова е мој символ. Значи, македонски символ, како што е мој, така и ваш, така и на многу други македонци кои го практицирале со времето. Сакам една анекдота во овој дел да кажем, кога ги попишувале македонците, му викале зошто не си бугарин, зошто си србин, зошто не си бугарин, србин или грк, зошто си македонец? И му одговорил, па за инаец сум македонец, ева да знаеш, му рекол за тоа. Така да... Немојте со инаето на народот да одите. Повели горе. Да. Ке разговараме во емисијава, за мене, да, се разбира, настанот во Охрид е интересен сам по себе од многу различни аспекти, но наслова што го гледат нашите гледачи на емисијата, за мене е суштинскиот дел од ова, зошто сме вечерва собрани во емисијава. Претходно вие го истакнавте ова знаме со сонцето од Кутлеш во центарот на Скопје. Так, кај мојата канцеларија. Да. Тогаш не масовен собир беше чинен во Скопје. Да. На ВМРО ДПМ, за време на протестите, кои ги беа, да, јас го истакнав македонското знаме. Протестите против францускиот предлог, бугарскиот протокол, така, да. Тогаш не добивте прекршечна пријава, критична пријава, не добивте никаква закана од МВР. Не, ништо. Деновиве има, не би ги нарекол шпекулации, има информации дека во Македонија се подготвува едно сериозно сценарио, кое што е на линија на ова што го зборувавте вие пред малку, а најпластично го објасни бугарскиот министер за надворешни работи Милков, кога кажа дека во Македонија се враќа времето на насилството, на убиствата, на црни времења, на стрелање и така натаму. Немам 100% информации, меѓутоа тоа што можам да го забележам во социјалните мрежи од изјавите, од ова што вам ви се случува во Охрид не сте гонети, во Скопје не сте гонети, а во Охрид сте гонети. Временска разлика од неколку месеци, но еве нека се 6-7 месеци, делото е исто. Не може скопската полиција да има еден така принцип на работа на толкување на законите, а охридската И јас мислам, сега ќе си дозволам да кажам дека мислам дека ни се случува во последниве 20-30 дена една сериозна операција од нам многу добри познати пријатели или непријатели и дека ова што се случи во Охрид е последица на тоа со тоа што или подготовка за оваа ситуација со тоа што овде во Охрид директно учество земаат и македонски институции на чело со Оливер Спасовски. Овде не можеме да зборуваме ние за охридските полицајци кои што дошле, добиле наредба. Според мене, постои ли можност да постои политички план, зборувам сега Социјалдемократски сојуз, на чело на МВР Оливер Спасовски, кој што намерно иницира тргање на знамето со звездата со сонцето од Кутлеш, за да се испровоцира конфликт и ние да влеземе во таа реторика, наратив кој што го создава Бугарија, дека ние сме насилниците. Видете, значи, ако може да им објасниме на граѓаните што се случува на меѓународната сцена, и тоа е многу битно и да стигнеме до Македонија и до овој заклучок. Бугарија е во една многу лоша позиција во моментов. За жал, значи, освен неколку медиуми во Македонија, другите успешно премолчуваат, значи и го кјутат. Во поглед на македонското прашање. Во поглед на македонското прашање. Што се случува? Значи, нервозата денеска Јотова мислам дека кажа во врска со оној случај од Охрид дека ќе го информирала
комесарот за човекови права Дуња Мијатовиќ, мислам дека На ОПСЕ. дека е, не, на Совет на Европа. Совет на Европа, се извинувам. На ОПСЕ ние преседаваме, ама Да, никако да мрне бујар кон македонските работи, туку значи сосема друго го интересира глобалниот свет. Поентата која е? Значи тие имаат многу лоша позиција во Совет на Европа. Оно што сме го зборувале претходно, а што многу сакаат да го премолчат и да го под прикријат. тепих, Да, значи Бугарија има во императивна, во наредбодавна, значи форма барање од страна на комитетот на министри, тоа е значи од 46 министри, ако го исклучиме нивниот, значи 45 министри за надвори. Ама и рускиот не учествува. Ама и го исклучувам јас. Тие беа 47, значи ги исклучуваме нив. 45 министри донесле одлука дека Бугарија до 23 мај треба да ги регистрира македонците, значи тоа се здруженијата македонски, значи невладини и политичките партии, што за Бугарија представува голем страф. Значи императивна форма, мора да се заврши таа работа. Доколку тоа не го стори, комитетот на министри веќе има назначено дека ќе има седница во септември, зошто тоа Бугарија не го сторила или го сторила. И тогаш ќе започне онаа постапка што ја зборуваме за исклучување на Бугарија од Совет на Европа. Што е многу интересно. Бидејќи вие ако не ги почитувате принципите на Совет на Европа, Европската конвенција за човекови права, не ги почитувате пресудите на Европскиот суд за човекови права, вие не можете да членувате во таква организација. Тоа е главниот проблем на Бугарија. На Бугарија воопшто не е гајле за бугарите во Македонија, за тие 3000 подпишани. Бугарите во Македонија ги имаат сите права од времето на социјализмот до денеска. Јас, колку што се сеќавам, имаме на радио имаме бугарски вести, така мислам дека имаме програма. Значи, не мислам, туку сум уверен. Така да, поентата е што Бугарија е во многу лоша позиција во Совет на Европа. И сега како би го компензирала тоа со паралелизам? Значи, почна со здруженијата, значи ние сме многу понапред во времето од нив. Почна да формираат здруженија во Македонија, но некој погрешно ги поучи дека здруженија формирани со фашистички презнак не може да поминат во Страсбург. Значи, не можат тие здруженија под името дека тоа е за Цар Борис здружение за подобрување на бугарскиот и македонскиот народ, во Страсбург нема да ви помине. Такви одлуки веќе Страсбург има донесено во врска со здруженија во Франција за Петен и така натака. Што е поентата? И каде треба да се осврниме? Значи, видоа дека таа политика со Ванчо Михајлов не им поминува. Во смисла, значи, дека тие здруженија и да ги формираат, и македонските судови да ги забранат, во Страсбург ќе изгубат. Значи, пак тоа 17:1, значи, пак ќе остане. И сега што тие брзаат? 17 пресуди против Бугарија, една против Македонија, случајот Радко, ако се сеќавам. Случајот Радко го имаме изгубено само заради тоа што немаме образложена пресуда. Ако е добро прочитате, пресудата која донесле во Македонија, ако била образложена, ние ќе сме го добиле тој предмет. Што е поентата? Поентата во целиот случај. Бугарија треба, значи, да сега, значи, да фати една паралела со истепаниот во Охрид, што е дека основните човекови права на бугарите во Македонија се повредуваат од страна, значи, на одредени луѓе. Но заборави, овдека има заборавено. Тортура имате ако власта врши тортура на тие граѓани. Приватна тепачка не е тортура. Не знам дали се разбираме. Значи, институциите ако вршат, значи овдека државните институции. Сега како тие го подготвуваат тоа? Затоа го најавуваат тој голем протест на 4 февруари што треба да се случи. Значи, и тука треба да ги повикаме македонските институции, значи да се ги спроведат не граѓаните. Значи, не граѓаните да го прават тоа, туку македонските институции да обезбедат ред и мир на 4 февруари и согласно овластувањата кои ги имаат, значи, согласно функциите кои ги имаат, значи, треба да обезбедат ред и мир. Бугарите, кога отидовме во Благоевград, имаат 2000 полицајци, значи 2000 полицајци ангажирано, кои обезбедија ред и мир, значи, на отварањето на Никола Јонков Вапцаров центарот. Сега Оливер Спасовски, значи, и председателот на Република Македонија, кој патем имаше вчера
седница на Советот на безбедност, Денеска, мислам да. дека Денеска, така, со точка на дневен ред ова, значи треба да не направат ситуација како на 27 април. Значи да ни го обезбедат сигурноста за она што се платени. Значи ние македонците имаме право да отидеме на гробот на Гоце Делчев. Имаме право да ги развееме нашите знамења. Имаме право на мирен протест. Дури се ангажирани, значи провокатори, агенти кои треба од толпата на македонци, значи да направат инцидент и како би не прогласиле нас македонците за насилници и би го потврдиле Охридскиот случај. Значи што е многу битно. Може ли додиме по Значи поред, оваа Денки? порака ја упатувам до македонците. Значи не е оваа дефетистичка порака на 4 февруари да не се излезе. Поракава ја упатувам да бидат мирни, значи Се извинувам, стабилни, само додиме да не поред, влегуваат. да гласувам, додиме. Ајде го расчистиме овака. Ајде. Значи, господинот што бил истепан во Охрид е една работа, околу него има посебни приказни за што се случува. Многу беше чудно тоа што Петников, како се Пендиков. да, е македонски државјанин, беше со хеликоптер или со авион на бугарската авион, држава. катастрофа. Однесен Да, во Бугарија без да. практично На никаква Министерството дозвола. за одбрана. Да, ова е преседан веројатно Да, во меѓународни рамки. Потоа Но дел од служи, пропагандата служи да се направи таа голема слика дека еве нешто се случува, нешто страшно меѓу двете земји, дека погром се случи овде на бугарите. Затоа сакам да одиме поред. Меѓутоа, најпрвен премиерот Ковачевски меѓу со ракавици условно кажано денеска праќа порака дека дело на опозицијата е целиот случај, дека Како? изфабрикуван случај од страна на опозицијата во смисол дека тој Пендиков своевремено бил член на ВМРО-ДПМН, а и тие што го тепале исто така веројатно биле членови на ВМРО-ДПМН. А дека со друга се занимавали Тоа тие, го нема тоа не ништо. го кажат Ковачевски. И сега тоа пак речем меѓу со ракавици кажано дека тоа се оние фактори што се против европската идеја на Македонија, нели? Јасно назначено Драган, извини, молим те. Премиерот Ковачевски денеска се пофали со видео во кој што кажа дека ова влада на СДСМ за 5 години направиле 1300 километри пат и дека автопатот Кичево Охрид е готов. Да. Замислете. Тоа го и ние- видовме. Тоа го видовме Значи, сите. замислете, ние секој ден, не само ние, сите медиуми со години зборуваме, 5 години, зошто не мрда автопатот. И тој објави видео во кое што тврди дека И е некои направен автопатот. луѓе што Ивор внимаваат- Мицковски убаво кажа денеска, човекот со сила се прави, или Има ајде да не луѓе кажам што дали што глуп или што будала, ајде. внимаваат поточно на сите моменти, па заклучија дека таму каде што пишува Охрид Кичево всушност се работи за дел од патот Скопје Тетово, мислам, што е нели Тоа- посебна тоа не приказна. се сега да Но зборувам. потоа најгласните трубадури на пропагандата на власта, Џабер Драла конкретно ќе го спомна, отворено денеска рече во една колумна дека целиот настан во Охрид е провокација смислена од ВМРО-ДПМН, зашто тие зборови дека ВМРО-ДПМН за да ги спречи евроатлантските напори на Македонија прави вакви провокации. Затоа сакам да кажам дека приказната си има некоја своја А што дека човекот Пендиков е уопсен со дрога, тоа го кажа Џабер Драла, не го кажа. ни тоа го нема. Тоа не е Тоа веќе не е важно. Но, велам додиме поред. Значи повторно зборувам, тоа е приватен случај. Тие денеска Но не е Јотова, приватен, но не е приватен видете, Менкиновски ако една држава соседна од него прави меѓународен случај, меѓудржавен случај. Да, видете, Не моите- само Јотова, Да, ве Драга, молам. збориме за контекст на Еве го контекст. меѓународно право Да, зборуваме. Николај Милков. Тие Николај веќе Милков. информираат во Советна безбедност дека се Повеќе работи од за тоа. тортура. Повеќе од тоа. Во Советна Европа. Советна Европа се смеат експертите, значи ние имаме контакти. Јас не сум сам во оваа работа. Има луѓе кои се добро распоредени, значи како Но во сите повеќе и сме. од Малку тоа, сме, ама Да, малку сме, ама Ама не толку има. сме, да, не има. И се смеат, вика, како тортура, вика. Значи, дали е тој е приватна тепачка, но целта е многу опасна. Значи, целта е зошто се сака да се направи нов 27 април. Значи, јас сочувствувам со тие луѓе од 27 април и првата можност кога ќе имам и ќе имам, значи ќе дојде тоа време, значи овие луѓе треба значи да излезат на слобода. Значи тие луѓе се наместени. Сега треба нови луѓе за клање. Јасно, ќе дојдеме до таа работа За Менкиновски да се велам. направат уставни промени под изговорот Но на вие неевро. велите ова е прелудиум, има логика. Има прелудиум затоа што вие спомнувате Јотова. Денеска министерот за надворешни работи, овој што им е како се вика привремен
министер за надворешни работи Никола Милков ги информирал своите колеги не само во Советот на Европа, во Советот на ЕУ, за случајот за зголемен притисок врз представници на бугарството, малцинство во Македонија, бара Европската унија да заземе став за ова прашање. Да. Значи се подигнува на максимално Нивната високо политика е ниво. гуфритничка. И сега, во таа ситуација, кога Република Бугарија инсистира ова прашање кое што е веројатно приватна тепачка да го представи како меѓудржавен практично спор и доказано непријателство. Не вели веројатно, ова е приватна тепачка, да. не е институционален третман на некој во човек. ред. Значи приватно, претходно си имале луѓето лични расчистени работи, долго време си имале, не било тоа се седнале вечерта. Внимавам со термините, иако се согласувам со тебе, во таква ситуација Џамбаски, тој е оној фамозен европратеник, најавува дека заедно со автобуси ќе дојдат на 4 февруари, за тие што не знаат, во Скопје, на гробот на Гоце Делчев, на денот на неговото раѓање, и ќе му се покланат како на голем бугарски борец. Тоа е нивната логика. Во исто време се јавуваат македонски патриоти, кои што велат, па добро, и ние ќе дојдеме на гробот на Гоце Делчев на 4 февруари, за ние да му дадеме почест како на македонски великан. И сега таа логична ситуација има еден проблем. Тоа пеколно сценарио, ова е пеколно сценарио, не е има логична еден проблем. ситуација. Македонците ќе застанат пред гробот на Гоце Делчев. Има најави дека ќе седат цела вечер, дека тоа ќе се случи веќе на 3 февруари. Бугарите би требало да дојдат. Не се знае да некој ќе ги спречи на граница. На 4 февруари ќе се бојават. Во ситуација кога неколку стотини луѓе од едната страна, неколку стотини, може би илјади од другата страна ќе се соочат, можно е да дојде до проблем. Затоа вие повикувате дека логиката е дека нашата полиција, МВР и сите други институции имаат обврска. Не само обврска, имаат инструменти во раката. Значи, нормално дека имаат инструменти. Една ситуација паралелна сакам. Кога бевме во Благоевград, значи Џамбаски беше присутен таму. Го има однесено на страна, значи и не смееше да биде во делот каде ние положувавме свеќе на Димитар Благоев, македонец, кој изјавил во 1920 и некоја година дека е македонец од Загоричани. И Бугарија тука треба да покаже на Никола Јонков Вапцаров, значи ние бевме слободни. Значи ние македонците, бугарите се плашеа бидејќи знаеа дека ако нешто направат беа готови. Исто имаше така еден сега инцидент со некој господин што викаше нешто, меѓутоа тоа беше се. Немаше физички контакт, иако сега треба македонското Министерство за внатрешни работи, значи председателот, значи треба да се ги повика, значи на Совет на безбедност и да доколку доаѓаат, не смеат да носат бугарски транспаренти, значи во смисла Гоце е бугарин, треба и тоа да си го решат. Значи, ние кога бевме на протестот не носевме македонски знамиња во Благоевград. Значи ги носевме знамињата на Омо Илинден Пирин. Има голема разлика. На организацијата на македонците таму. Да. Значи ние положувавме венци и имавме мирен протест. Значи македонците. Сега тоа треба да го побарат. Ако во случај дали ќе има организатор кој ќе се појави, не може така како хорди да дојдат на наша земја. Значи тоа треба да си го реши МВР, значи Министерството за надворешни работи и председателот на Република Македонија. Доколку настане било каков инцидент, вината е во нив. Во институциите. Во институциите, не во граѓаните. Значи нормално јас и дополнително, значи според нашите сознанија, значи кои ги имаме, како вика Горан, колку сме, токму сме, така малку сме, ама токму сме. Тие имаат и инфилтрирано одредени агенти провокатори во нашите редови. Значи, ова е многу важно прашање, ова се треба да направат инцидент. Значи, луѓе кои што свесно би предизвикале тепачка со бугарите, би скинале нешто, би искршиле нешто. Ние како даночни обврзници плаќаме секој месец данок. Значи, сите. Тој данок оди во државната каса плаќа одредени луѓе кои треба да ни го обезбедат јавниот ред и мир. Тоа е Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи се даночни чиновници. Значи, кои треба да излезат на лице место и да го превенираат овој настан, а не да гледаат сеир. И ние повторно македонците да бидеме лоши. Ние не сме лоши. Ние само си ги бараме нашите правдини. Значи, а мислите дека во целава работа мислам сега логицираме кога би дошло до инциденти и кога полицијата не би се справила како што треба, како што е
начин тоа подоцна би било искористено. Апсолутно. Споменавте како 27 април Апсолутно, варијантата за уставни понатамошен промени, да. притисок за уставни промени. Да, веднаш ќе се јават дипломатите, веднаш ќе почнат да пишуваат, дури веќе според наши информации се спремни некои новинари од во Европа, значи веќе да објават текстови на оваа тема дека ете македонците насилно неќе да ги внесат бугарите и тогаш би ја свртеле целата приказка. Не за џабе и од ова се обраќа до Комесарот за човекови права. Комесарот за човекови права на Совет на Европа уште 2011 година Томас Хаманберг во својот извештај има дадено насока дека Бугарија треба да го смени уставот и да ги внесе националните малцинства во уставот. Бидејќи не ги признава. Да не ги признава. Истото, значи го има направено и Дуња Мијатовиќ. Сега, како добро оправдување, како добра тактика, значи тие сакаат да го искористат ова, значи и затоа се обраќаат до тие институции дека знаат дека тие институции ќе се првите кои ќе им опонираат во тој меѓународен поредок. Јас сум обичен адвокат, значи ентузијаст во македонското прашање. Ова требаше да ви го каже министерот за надворешни работи. Ова требаше дипломатите кои ги плаќаме години наназад. Ајде да анализираме малку практично. Што ќе значи тепачка помеѓу тие, според моите информации, 75 бугарски соработници, агенти, провокатори, кои што се регрутираат од подземјето, Да. делили со дрога, криминалци осудени, луѓе кои што треба да дојдат овде на 4 и на 3 вечерта поточно, да спијат во два мотели во Источна Македонија и кои што наредниот ден треба да предизвикаат во Скопје инциденти. Во кој што ќе биде инволвирана полицијата, во кој што ако биде навредуван Гоце Делчев и македонски национални символи, има и сценарија за палење на македонското и државно знаме и националното знаме од Кутлеш. Се разбира дека ќе реагираат македонците. Револт ќе создаде кај македонците и нормално е тоа. Што тоа ќе значи за Македонија? Тоа ќе значи победа за Бугарија практично. Апсолутно. Сите ќе се потврди практично тоа што го зборат сега. Непостапувањето на полицијата и на органите кои треба да го спречат тоа превентивно унапред, значи ќе создаде нормално револт и на македонските граѓани ќе изреагираат. Што сакаме ние сега да им кажеме? Ќе испратиме слика ние дека ние на вистина, особено што таа слика нема ние да ја диригираме, ќе ја диригираат други помоćни центри и ќе излезе дека македонците на вистина се насилни, македонците на вистина тепаат, стрелаат, убиваат, и тогаш ќе почнат да бараат големо мнозинство, бидејќи оваа влада е на кршливи нозе, значи ќе бараат мнозинство за отварање на уставот, значи и со внесување на бугарите во уставот на Република Македонија. Тоа е целата, значи, приказка што треба да се одигра во ова сценарио. Не да го прашаме во председател на Републиката зошто го свика денеска Советот за безбедност. Тоа ми е второто прашање. Ајде, зошто го свика денеска Советот за безбедност? Дефинитивно Пендаровски го знае ова сценарио. Да, најверојатно. Тој побарал денеска Џамбаски да не биде пуштен во Македонија. Не беше спомнат прецизно се знае, дури кога го праша, рече не спомнав имиња, меѓутоа побара еден пратеник во Европскиот парламент, Џамбаски, и уште неколку лица не влезат. Ама видете, тоа е нечесна игра. Зошто е нечесна игра? Зошто? Зашто кога ќе се случи ваква работа, Пендаровски треба да се ескулпира од вина, да рече јас ве предупредив. Не, вие не предупредивте, ама треба да му кажете на министерот на внатрешни работи, на министерот за одбрана кој го сочинуваат Советот, значи најавниот обвинител на Република Македонија, на министерот за надворешни работи дека треба да се преземат действија, значи со кои нас македонците на наша земја ќе ни дозволат да си присуствуваме на гробот на Гоце Делчев, дека нема да имаме проблеми, а вакви луѓе кои влегуваат со туги знамења од туги држави, со туги транспаренти ќе бидат спречени и нема да присуствуваат на тој настан. Значи, тоа не е слободен изразување, нака не прават паралели и замена на тези. Значи, тие треба јасно да ги дефинираат работите, јасно да не заштитат, а не да не пуштат и да ги тепаат. Нормално, знаете, кога некој македонец ке нападне или било кој провокатор, па провокаторите влегуваат и бегаат, значи остануваат оние честни македонци во толпата, после да ги апсат македонците како ете нарушувачи на ненајавен ред и мир, значи насилство и така натака. Значи превентивно треба да се действуваат. Ако што и да се случи, вината за тој настан е на државните институции. Се согласуваме дека Пендаровски не го свикал денеска Сојот за безбедност случајно. Тој
тој има информации, знаете, агенцијата за разузнавање, нам Апсолутно. добро Беа позната. таму, и агенцијата и АНБ беше. Не, беа таму. Тие си имаат своји инсталации во Бугарија, во Софија. Ако ние знаеме за 75 најмалку луѓе кои што ќе дојдат овде да предизвикуваат инциденти, агенција за разузнавање знаат 10 пати повеќе И од ги нас. знае со име и презиме. Веројатно и Да. кај се во момент. Прашање е сега. Инфилтрирани провокатори во редовите на македонците кои сакаат да Ова е могат многу да важно. почнат. Ова е многу Инфилтрирани провокатори. Сите оние кои повикуваат на насилство, значи во моментов на овој настан, се насилство зборувам, се провокатори. Да оставиме македонската полиција да си ја реши Но работата. Менкиновски, ќе ве прекинам. Вие овде зборувате како за македонската полиција институција, како да се на апсолутно македонска страна. Јас мислам дека на македонските власти во моментов им одговара да се случи ваков хаос, за да тие ја протуркаат својата агенда за субирање на 80 пратеници и Да, промена на па тоа е уставот. целото И сценарио. тука вие оптимистички гледате да работите. Јас гледам реалистички дека тие ќе дозволат прикриено, можеби, не може да тврдам 100%, ќе дозволат да се случи тоа за да полесно им оди агендата. Па видите, после оваа емисија мислам дека нема да дозволат. Значи македонскиот Повторно народ е сте многу оптимист. Да, македонскиот народ е значи многу паметен народ. Првин ќе слушне нашата порака. За да обстои покрај толку многу душмани околу себе, значи е многу паметен народ. Значи многу паметен, совесен. Јас кога зборуваме на меѓународни форуми, кога го негираат нашето постоење, на бугарите им викам Иван Вазов, вашиот столб на литературата, има кажено за македонците дека се честни и работливи. Ние сме честен и работлив народ. Значи, и ќе послуша ова порака што ја праќаме, а дополнително, бидејќи, знаете, кога ќе разобличите, ние, како беше она, ако разобличите паметен човек, имате пријател цел живот. Ама ако разобличите некој идиот, како сега што ја разобличивме целата структура, имате непријател цел живот. Ние не се плашиме од нашите непријатели. Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави, но да им кажеме дека Премногу идиоти знаеме... сме разобличиле, имаме премногу непријатели, фала Богу. премногу, но ние си ја тераме нашата. Оно што е битно пораката, значи, денешната порака е македонците легитимно и легално да се борат за своите права. Да не наседнуваат на провокатори, значи, тоа не значи да бидат дефетисти и да се плашат, напротив, значи, но државата во овој случај не манипулира, значи, државните институции да не манипулираат со чувствата на македонците, значи, да не заштитат. Како што се обезбеди 2000 полицајци, нека се обезбедат. Ја повторно морам да реагирам овде. Но ова е многу важно, Да Горан. повторам уште еднаш. Премиерот Ковачевски објави видео во кој што тврди дека е направен патот Охрид Кичево. Ја не знам како да ви објаснам, вие двајца сте Дополнително сакам на да, она што го зборува Менкиновски. И го кажа примерот со средбата во Бугарија, односно со отварањето на Никола Никола Јонков Јонков Вацаров. Да. Значи бугарската држава тоаш можела ако сакала да остави проблем таму. Во принцип, Да. не го дозволила тоа. Кога кај нас би се дозволил, па Бугарија ќе го развее тоа на фанфари, тоа ќе биде еве како ги примивме Исто ние, така, но еве како нас не примат. бугарската држава и Националните обележја на туѓа држава. Значи имате закон за за знамињата, имате меѓународни кодекси. Но тоа не е работа Значи, ваша не или на смеат. човек од Да, улица што не, ќе оди не, таму не, и ќе не. Може му да се се поборува на значи, гоце знамиња не на до може, не може. Значи тоа се Треба да бидат знамиња. одземени. Знамиња, видете, прашајте било кој генерал ќе ви каже секоја една битка се води за знамето. Кога ќе го поставите знамето, значи да туѓата држава, таа територија е на таа територија. Поентата со паралелата која правите, значи со знамињата кои се веат од туѓите држави и она, значи на Бугарија сега, доколку би се веело, на Албанија, на Турција, значи едно е знаме на малцинство, друго е знаме на туѓа држава. Ако тие означуваат територија, тогаш треба некој добро да се запраша што се случува во оваа земја и да си преземе одговорност и обврска. Значи, поентата ми е, тие не смеат да веат бугарски знамиња на гробот на Гоце Делчев. Дали се разбираме? Тоа е, значи, освојуваат македонската територија. Тоа многу добро го знаат. Треба да бидат одземени да влезат во Македонија ако влезат. Апсолутно. Тоа не е човеково право. Ме разбирате? Значи, на ниту еден совир на македонците во Пиринска Македонија не се вее знамето на Република Македонија. Се вее, значи, знамето, значи, кое содржи символи, значи, на сонцето од Кутлеш, значи, на македонскиот народ.
но не се вее Етничкото, како што се нарекува етничкото македонско знаме. Но не се вее знамето на Република Македонија. И тоа е строго забрането. Значи, освен во Македонија, каде што тоа се е е дозволено, да, ако ви страшно. нарача Софија или Тирана, све може да се случи. Јас многу ми е жал што имаме различен пристап и можам да најавам една работа која ќе значи книгата за Клио Караѓулева која ќе излезе веќе и направен преводот. Клио Караѓулева е жената на Александар Караѓулев, кој е убиен од страна на бугарите, песната "Послушајте патриоти". Да, тоа е песната за "Послушајте патриоти". Многу луѓе не знаат, но треба значи да знаат дека ќе се објави таа книга и веќе се прави превод. Клио Караѓулева е жената и го пишува на Александар Караѓулев и го пишува целиот настан, целокупното судење на Александар Караѓулев заради неговиот македонски идентитет во Софија од страна на премиерот Стамболов тогашен. Значи, тој е обесен ради неговиот македонски поглед. Зборуваме за која година? 1897? Не, 1885 година. На крајот на 19 век. Тогаш е Александар и песната "Послушајте патриоти", значи не е против турците или не знам кој. Да, тоа што јас од дете сум мислел дека е против турците. Да, не е против турците, таа е конкретно против бугарите. Тој е обесен во Бугарија. Значи, тоа е интересна книга и најавувам што сакам да кажам. Која паралела и многу е битна. Доаѓаат, значи тука Џамбаски доаѓа со знамење од туѓа држава на Мара Бунева. Значи, јас не сум знаел, пред некој ден научив дека "Ој девојче, тителтовско јаволче" е песна посветена на Мара Бунева. Значи, јас тоа не го знаев. Значи, многу работи ние од нашата историја и дека се работи за љубовна приказна, каде Прелич, мислам дека е така, губива незиното момче, значи и така, значи му возвраќа Александар Караѓулев 1892 иначе убиен обесен во Софискиот затвор како претходно е мачен. Сега ние имаме книгата, значи на Клио Караѓулева која подоцна ја објавува и го опишува целокупниот настан зошто Александар Караѓулев е убиен. И во исто време таа е значи Клио Караѓулева, бидејќи нивните уцени немале крај, во исто време и таа била затворена и била предмет на уцени. Така да на оваа тема ќе направиме посебна емисија. Да, посебна, но сакам друго да кажам дека треба многу паметно да размислуваме во нашата битка. Значи не смееме да се изложиме на да бидеме компрометирани. Јас морам да кажам дека ова го имам научено од македонците од Пиринска Македонија и од македонците од Егејска Македонија, кои навистина знаат како да ги, значи добро, значи си го познаваат својот непријател и многу добро знаат како, значи да стигнат до целта. Така да до македонската јавност упатувам уште еднаш ка повик. Значи ние не сме дефетисти. Напротив. Значи треба да се бориме за правата, но треба да не бидеме компрометирани и да не ни се случува како претходно да бидеме изиграни во нашите действија. Инволвирани во туѓи црни сценарија, како што многу пати пречесто случувале во историјата на Македонија, македонскиот народ. Тоа значи дека на 4 февруари сите што сакаат треба да отидат во црквата Свети Спас во Скопје, во старата турска чаршија и да дадат почит на Гоце Делчев, на Гоце Делчев, но да бидат умни, а најумни треба да бидат тие што се одговорни за безбедноста во државата. Повторно, Оливер Спасовски, Агенција за национална безбедност, тие мора да знаат точно кој влегува во Македонија. Точно, и да знаат каде оди, што вари, и ако има организиран протест од такви, значи тие треба да го дислоцираат, значи не треба да видиме заедно ние. Значи тие треба да си ја завршат нивната работа. Како во Благоевград беа однесени на крајот на градот Џамбаски компанија, значи викаа, праеа, значи тоа ама не смеа да се помешаат. Само едно многу битно, сакам едно искуство да споделам. Бугарите со години наназад, кога одиме на гробот на Јане Сандански, прават не иритираат нас македонците и гробот на Јане Сандански го покриваат со знамето на Бугарија. И чекаат некој македонец да го тргне тоа знаме и да настане и да имаат дозвола за да действуваат, за да има повредени. Што прават македонците? Во тој период
тоа е на пролет 23 април и Цвета Јоргован. Сите македонци, значи кога одат, земаат Јоргован и го ставаат на гробот на Јане. И гробот на Јане Сандански во тој момент има премногу цвеќе на него и бугарите не се гледа бугарското знаме. Значи и бугарите тоа страшно ги нервира. Значи има начин на кој се сака. Да, има начин. Апсолутно, овој народ секогаш го красела интелигенција, тоа не е спорно, на крајот на криштото и опстанал во сите овие и ќе обстане процеси со векови благодарејќи на интелигенција. Ајде овде јас предлагам сепак да побараме кратка пауза за реклами, многу интересен, многу важен разговор со адвокатот Тони Менкиновски. Се враќаме по рекламите. Назад во студиото, вториот дел од Заспи ако можеш, вечерва со адвокатот Тони Менкиновски. Деве да го резимираме првиот дел само накратко. На 4 февруари во Скопје, на гробот на Гоце Делчев, веројатно ќе дојде екипа од Бугарија, зборувам можеби и за повеќе автобуси. Според информациите кои што ги поседува адвокатот Менкиновски, можно е меѓу нив да има провокатори, можно е и од во македонските редови, меѓу оние граѓани што секако ќе дојдат да му дадат почит на великанот да има провокатори, со јасна цел да се направи еден инцидент кој што потоа ќе биде злоупотребен за притисоци слични на оние по 27 април кога беше фактички променето името на државата, да не се лажеме, ова би одело во правец на уставни измени и јасната порака до МВР и до сите институции дека мора да ги заштитат и граѓаните и државата и уставот како сакате и да не дозволат инциденти и ескалирање на состојбата, а граѓаните се разбира порака да бидат паметни и да го прават тоа што треба да го направат на достоинствен и коректен начин. Сега, во целата работа логично е да претпоставиме дека бугарската држава за оваа работа не само што знае дека, туку што саме веројатно и прикриено или отворено ја поддржува. Нашата држава, Горан, неколку пати се спориме овдека, не е сигурен дали нашата држава е на истата бранова должина фактично дека и одговараат овие инциденти за да може да ги протурка своето инсистирање за уставни промени. Да не забораваме дека денеска Бојан Маријаджич, вице-премиерот, рече дека се подготвени да инициираат и закон за преговори со Европската унија, што прилично ги комплицира работите, уште не е јасно изјасна дообјаснет Маријаджич во целава приказна, меѓутоа и тоа би можело да биде некој облик на прескокнување на уставните узмени или некаков баланс во целата работа, но не се на денешниот Совет за безбедност председателот Пендаровски настапи прилично тврдо, за многумина неочекувано, ги обвини бугарските власти, бугарската држава, дека провокациите доаѓаат од нивна страна во последниот период. Самиот побара неколку луѓе од Бугарија да не бидат, односно бидат прогласени за персона нон грата во Македонија, да не им се дозволи влез и побара и самиот тој институциите да реагираат. Меѓутоа што е интересно, премиерот Ковачевски нема такви цврсти позиции. Видете, значи бидејќи нашиот устав е таков како што е, претседателот е симбиоза помеѓу извршната власт, значи некоја има и овластувања, тој знае што треба да се случи и предходно за како што кажавме, тој сака да се искупи од одговорност. Значи, бидејќи како што кажав, не се опасни оние провокатори кои доаѓаат, ние не им се плашиме воопшто од тие провокатори, од тие 75 колку се не знам Горан ги кажа. Се плашиме од значи не сакаме оние провокатори кои се инфилтрирани во редовите на македонците да создадат инцидент. Пендаровски многу добро го знае и веднаш треба да се превземат действија и акции. Значи во делот, значи не само декларативно, туку и императивно, значи да се започнат постапка, треба да знаат кој влегува и излегува во оваа држава. Како ќе биде протестот, значи како ќе биде одењето на 4 февруари на гробот на Гоце Делчев, да се обезбедат доволно средства и ресурси, како што знаат да обезбедат, и сето тоа да биде во најдобар ред и мир, значи спроведено. И ова сакам да го потенцирам многу добро. Одредени новинари веќе започнуваат, а мислам дека се добро платени, тие не ја знаат целата приказка, ама почнуваат, значи да ја загреваат атмосферата во Македонија во врска и со овој настан и во врска со, значи, македонско-бугарските односи.
значи веќе се излезени на неколку портали, значи дека ние македонците сме кабаетли во делот на бугарските, значи малцинство во Македонија. Спомнав еден од нив, Јас или вие што имате вина што е претепан еден во Охрид. Значи, вината тоа е приватен инцидент. Ако го направи државата, тогаш имаме проблем. Тогаш е нешто значи, тогаш е тортура. Значи, неуспешна е таа политика на Бугарија. Тие гледаат таа надворешна политика на Бугарија да направат паралела или истоветност на македонското, значи и бугарското прашање. Значи, кога ќе дојде моментот да се правдаат пред Советна Европа, тие сакаат да направат паралела военно и да ги вметнат бугарите и да ја спроведат политиката, значи нивна во уставот во Република Македонија. Значи ние не сме антибугарски, да се разбереме. Секој човек има право да се изразува онака како што сака. Јас имам многу пријатели, пријатели кои се бугари, но кои не признаваат нас како посебен народ македонци. Значи во моментов се прави една империалистичка политика кон Македонија која е на штета на македонскиот народ. Тоа е се појави еден на Facebook една фотографија и под незе прашање од некои бугарски националисти дали е време за специјална воена операција за заштита на бугарите во Македонија. Се разбира, ова не е Владин, ова е од некој тамо. Но македонските власти, секторот за компјутерски криминал во МВР не го открија човекот се уште. Како што откриваат за 2 часа кога ќе има некаква навреда кон, ако му каже некој на Ковачевски дека е глуп, веднаш ќе го најдат, нели, кој е човекот, или за Заев претходно имаше таква навреда некоја закана, а овдека тие луѓе многу чудни работи за случаја, Горан. Или имаше барање од Тодор Александров. Тоа е Твитер профил, Тодор Александров, да се разбере. Facebook профил. Или Facebook профил. Да, се разбира. Дека го има на Твитер. Но точно може да се утврди за 2 часа кој е човекот од Струмица, е човекот кој што бара да се формираат специјални групи за убивање на македонци кои што тепаат бугари. И сега да бидеме тука прецизни. Кој македонци? Што е хипотетично во исто време и нездраво. Сите тие што го тепале дечкото, тој не му го знам името на Христијан Пендиков. Сите се со бугарски пасоши избегани во Бугарија. Не знам дали се сите, за еден е сигурно. Каде? За еден. Во бегство. За еден е најверојатно. Тој е еден од луѓето кој што не е приведен, кој што не е под мерки на полицијата според моите информации. Но има тука многу елементи кои што не ги опфативме, а сакам да ги опфатиме ако имаме уште малку време. Зборувавте преска за обидот на Бугарија да не прикаже како насилни луѓе кои што не во целиот процес ние сме деструктивците, веројатно. Да, и се вади една инаку да бидам вака многу прецизен, мене ми е лично жал за тоа што момчето Христијан Пендиков апсолутно се случила таква работа, да може да биде жив и здрав, значи тоа не да е бугарин со марсовец да што сака да биде, значи тама работа сите знаеме бугари, пак бугари кои што не ја признаваат македонската нација, па ние повторно комуницираме. Ја Владо Перев ќе го споменам 30 години се натегаме тој нели меѓу редови вели, па јас на некој начин го почитувам заради некои други работи. Значи имаме ние капацитет и различни да бидеме луѓе, има различни ставови, но тепање насилство не е добро. И проблемот во ситуацијава е кога важат двојни принципи, двојни закони. Христијан Пендиков, момчето претепано за кое што рековме дека жалиме, како е можно да не е во притвор? Вие сте адвокат сега, кога ќе ве фатат има кривична пријава за него, објавија повеќе медиуми. Како е можно да нема за него мерки? Затоа што бил фатен со 0,3 грама кокаин, така тоа беше официјално објавено и јавното обвинителство немало, во случајов конкретно, немало причина за... Ете, тоа е еден од говорите. Второ, зошто против луѓето основачите на клубот Цар Борис III во Охрид немате кривична пријава за сериозно кривично дело, иако СВР Охрид точно знаат дека има таму направено кривично дело во поглед на контрола на јавниот простор. Еве, обвинителството во Скопје, ако сака да знае повеќе детали за случајот, може да ме повикаат. И онако си имам добра комуникација со редовен си таму. Да им кажам. Зошто кога се работи за некои луѓе кои што се важи за бугарските интереси, за нивните агенди, тогаш законот важи еднострано. Видете, треба да надминеме овој период. Ова е период на местенки, значи кои јас години наназад како човек, како фамилија, значи на одредени групи кои сака ги знам и сум ги почувствувал за многу работи. Значи,
Ние Трпите вие и провокации, притисоци лично? Да, апсолутно, како не, значи, на пример, мојата жена, значи, не можеше да биде избрана за редовен професор, па, значи, од причина што, значи, избркана од работа, така да, но нема Затоа да... што сопругот многу зборува. Нема да ме Сопругот многу зборува, да. да, нема воопшто, значи, да ме обескуражат, значи, надежта нема да ми ја, ни мене, ни на мојата фамилија, ни на моите деца, на моите пријатели и истомисленици. Значи, ќе одиме до крај. Тука немаме дилема, никој, не Ова е само вие, идеална никој. Ама, И значи, нашите сите. гледачи сите. Сите, ќе одиме до крај. Значи, не можат да ни го одземат. Значи, нашето основно право да се идентификуваме како македонци. Не се ни свесни колку ние можеме, значи, да обстоиме. И ќе обстоиме. Значи, поентата до кога вака? Промена на власта. Значи, оваа власт ќе падне. Кога тогаш? И треба веќе да се размислува за една, по наводници, петта република, значи, како, нели, ако имаме, значи, треба да си ја средиме државата, ова е држава наша, значи, со сите оние малцинства кои живеат овдека во Македонија, значи, кои се почитуваме со векови, значи, Согласно Советна Европа, согласно... Да, значи, ние треба да си... Видите, македонците не асимилирале никого, Но биле предмет на асимилација. но биле предмет. Значи, Има и тука една теза дека македонците ја асимилирале Бугарија. И реално се ако зборуваме, Да. реално, Да. Но како народ не сме, значи, не сме биле на страна на насилно антифашисти. не, насилно, но Да. културно сме асимилирани. Но, Менкиновски, вие зборувате дека треба да се издржи на крајот на гриштата до промена на власта и до некоја порационална политика. Меѓутоа, оваа сегашна власт прави интересни гафови. Од една страна, се случува тепачката во Охрид, министерот Османи трча во Софија Срамота. кај повреденото Пендиков. момче и вели не е важно што ќе рече полицијата и истрагата, важно е што ќе рече Пендиков. Видете, имате протоколи многу добро ми се познати, мислам на Горан му се многу попознати. Одите да посетите македонски државјанин кој сте дозволиле да не го лекува македонското здравство. Значи го Зошто несле мораше со да оди некој во пладин, Софија, не? со Софија и се среќава со неговиот колега, значи И тој дава изјава во која што ја против нас. наведува Македонија. Па вие И треба да министерот станете молчи. и да си одите. Значи, едноставно, мислам, ги навредува чувствата на нас македонците. И Па потоа добро, сега ќе видам Ковачевски група, ама Бојар Османи не е македонец, Бојар Османи е албанец, неговите чувства не беа Тој е навредени. македонски граѓанин од албанското малцинство во Македонија. Но Бојар Сакам, Османи да. рече дека е припадник на малцинство кое што исто како и бугарското почувствувало во својот живот, во минатото одредени облици на малтретирање, на притисоци, на обесправеност. Во исто време премиерот Ковачевски вели дека не го разбира тоа што го кажал Милков, односно смета дека тоа се однесува на некои минатото. други времења од минатото, што не е јасно во изјавата на Милков. Вели се враќаат времињата во кои што во Македонија имало стрелања, малтретирања. Па видите, Кога имало тие од такви петни- стрелања? Да, од петни жили сакаат да Кога? го докажат и Кои минати да. времења? Да го Не цитирам постојат Ивор минати времења. Мицкоски, Ковачевски се прави глуп. Го И цитирам Ивор Мицкоски. денеска председателот Пендаровски излага дека го бранам Пендаровски во случајов, иако не ми е тоа намерата. Ако и бе го браниш, треба да се брани. Вели дека ако Милков мисли на времето од 41 до 44, тогаш добро. Значи, тоа е добриот Кога аспект, да бугарската речеме, фашистичка кога фашистите окупаторска биле во армија Македонија. убиваше Токму така. младинци во Ваташа. И потоа вели нека оди во Ваташа Милков да провери околу малтретирањата. Потоа од нигде никаде председателот го вади руската разузнавачка служба, вели дека таа е надоврзана на структурите од Бугарија кои организираат антимакедонска кампања. И сега на ова му дава нели еден сосема друг. Тоа ако немаш што да Сегмент. кажеш, лупни. Да, Русија, Русија се криви. да, а всушност во врвот на власта и во ДУИ и во СДСМ имате луѓе кои што работат директно со руските служби. Но уште една работа како адвокат сакам да Повелете. ви злоупотребам вечером. Да, повелете. Изјавата на Бојар Османи дека не е важно што ќе каже обвинението, истрагата за тепачката во Охрид. Јас извинувам, ќе го потребам зборот. Уринираше на македонското правосудство и обвинителство и суд. Не е важно политичка фигура, вели не е важно што ќе покаже истрагата таму. Видите? Ја не разбирам. Министер за надворешни надворешни работи председаваат со ОПСЕ и велите не е важно што ќе кажат обвинителите, истражителите, Ние ќе судиите. преземиме Ние сав ќе кажеме права, да. Многу лошо, многу неубаво. Па и адвокатите Значи, и вас, Да. извинете, Да, да, сите, уринирачи да, на, да, значи да, вие да, може да. да имате чист случај, Да. но министерот рекол не, ја ќе пресудам што ќе се случи. Да.
би сакал да резимираме, значи, она што го кажавме вечерва, не е дефитизам. Значи не е дека ние сакаме да се не може да повлечеме. биде дефитизам. Значи ние одиме по натака. Она што сакаме да го упатиме, јас како и нормално и вие како порака, е да да нашите граѓани да не наседнуваат на провокации. Државата да се исполни врската. Значи, да не дозволи луѓе со бугарски знамења да влегуваат со бугарски пароли, она како што беше за Мара Бунева, значи со фашистички, значи не може тоа, не смеете да го дозволите. Значи, прво треба да се знае кој го организира јавниот собир, постојат правила и процедури. Во Македонија постојат закони. Значи, се знае кој го организира јавниот собир. Председател така рече дека во Македонија постојат закони и дека ние имаме треба да систем кој што мора да не се се почитува. Да. Така да си ја превзела нивната обврска, да не го горат народот, да немаме повторно случаи како 27 април, значи и да си испратиме порака дека ние ќе си продолжиме со нашата битка, ќе си го истакнуваме македонското знаме. Тоа е знаме наше македонско и никој не го користел, значи и во значи кој е прв во времето, прв е во правото. Ние македонците сме го користеле први, сме го запишале во Обединетите нации. Тоа е македонско знаме, колку и да сака сега да скока Грција или било кој, тоа е дел од историјата на Македонија. Завршена работа, завршена приказка. Значи и си продолжуваме понатака. Да. И ќе победиме на крајот, Нема без разлика што се обидува да брусат шахти, веројатно и во црквите ќе почнат да влегуваат еден ден каде што се наоѓа сонцето од Кутлеш. Но добро, тоа веќе ќе биде, како се вика, упростување на национално богатство, тама има векови стари. Па да, има, ама со ова власт која што се фали со автопатот Охрид, ја не можам да се дојам до себе. Премиер Ушенска да кажам трет пат, премиерот Ковачевски вели дека е направен автопатот Кичево, ние апелираме да Јас завчера бев во Охрид, не мислам дека не е направен. Ве молам, не го слушајте. Сите што патуваат да не го слушаат Ковачевски, зашто ќе направат белја, не е направен автопатот. Лаже премиерот во видеото, ве молам, не патуете, не возите брзо кон Охрид. Тори Микиновски, благодарам многу. Учеството. Да, Горан ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера, верувам дека беше многу интересно. Утре во 15 часот, знаете, репризно издание на оваа емисија. Утре вечер во 22:30 повторно со мене и со Горан Момировски. Имајте пријатна ноќ.